Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Понекогаш бебињата и децата се соочуваат со еден проблем – црвенило во гениталната регија, што предизвикува низа непријатности, како што е пецкање и пржање при мокрење и силен јадеж. Се работи ли за уринарна инфекција? Дали секој проблем со мокрењето е поврзан со некаква инфекција на уринарниот тракт? Се тоа денеска ќе ни го појасни професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог, нефролог-педијатар. Професорке, добре ни дојдовте. Добро најдов. Да започнеме од најмалите, од бебињата. Кај нив често се јавува пеленски исип. Поврзано ли е тоа со некаква бактерија во урината? Па не е така. Најчесто пеленскиот, друга е патогенезата, друга е причината заради која што настанува пеленскиот осип. Всушност, зашто се работи? Знаеме, бебињата мочат во пелени. Тие се завиткани во пелени, некојаш и во подолг период. Значи, урината е во контакт со кожата подолго време, 1 сат, 2 сата, некогаш и подолго. И не само урината, и фекалните материи исто така се во директен контакт со кожата. Кај некои деца може да дојде практично ова една форма на контактен дерматитис до иритација на кожата. Најчесто е тоа предизвикано, меѓу другото, и од фактот што значи, присуство на урина на кожата може да доведе во контакт со бактерии до создавање на од урејата се создава амоњак. Амоњакот делува директно надразително. Знаете вие средствата за чистење, најсилните средства за чистење се врз основа на амоњак. Значи во тој случај амоњакот има силен мирис, непријатен мирис и делува иритативно на кожата на детето и се разбира дека таа кожа се зацрвенува. На ова погодува и влажната средина. Тоа е кожата не е предвидена да стои во влажна средина, ако ја ставиме подолго, таа мацерира. Ако предходно, посебно, ако предходно се давани антибиотици или доколку мајката еве дои, а примала антибиотици, се нарушува и таа заштитна флора која што нормално штити од развој на инфекција и така се отвара патот на ваквата веќе оштетена кожа да се накалемат инфекции. Тие може да бидат точно бактериски инфекции. Најчесто се тоа стафилострептодерми, значи не се од ентеробактериите кои што нормално ги стретнуваме како предизвикувачи на уринарни инфекции. Факт е дека ентеробактериите често пати се присутни во периуретралната флора кај малото дете. Тие се нормално присутни, значи колонизацијата е присутна се до кај 5-та година. Значи, вие ако земете бриз од таа регија, може би ќе најдете ентеробактерии, но тоа не значи дека тие се предизвикувачот на инфекцијата. Може да се накалеми инфекција и таа е најчесто реков стрептостафилодермија или уште почесто, бидејќи средината е влажна, погодува на развој на габични инфекции, а тоа е кандида, и во тој случај овој обичен пеленски исип може да стане многу подраматичен изглед, да добие црвена кожа, се споредува со боја на томат, значи патлиџан, томато боја, при што ивиците обично се резки, сателитни флуоресценции како папули, везикули околу промените, значи поизразени промени и се разбира дека во тој случај не е иста ситуацијата како обичен пеленски дерматит, само за црвенување или доколку дошло до инфекција. Инфекциите секогаш носат и одреден ризик и треба да се третираат. Значи доколку се работи само за обичен дерматит црвенило, многу лесно го решава и самиот родител. Значи, ако обезбеди често миење на детето, често преповивање, значи, не сме да се остави детето да седи мочано и какано. Особено во таа возраст и децата кои што се на мајчино млеко. Нивната столица е кисела, тоа е познато, нели? Ферментативните процеси преовладуваат во изметот и тука е кисел pH-то и тоа иритира. Значи, не сме да се остави детето нити какано, нити мочано. Колку често би требало да се менуваат пелените, бидејќи сега на пазарот се рекламираат квалитетни пелени кои што се релативно скапи и велат дека одлично впиваат, имат голема моќ за впивање.
Па гледайте, тоа во секој случај помага. Значи, точно е, впиваат и на тој начин се обезбедува во допир со кожата да нема влага. Меѓутоа, се уште е тука и мочката, значи треба да се менуваат пелените, колку често. Па што е можно почесто? Во никој случај, значи јас сум од секогаш била против тоа да се менуваат пелени на 3 сата, ќе се навикнало детето на помалку и тоа не било добро, напротив. Секогаш им велам на родителите, замислете вие да сте во таква ситуација како бебето, еве да сте измочани и искакани, и како би се чувствувале ако некој ве остави. И како би реагирала кожата. Значи, ако е искакано, ако е измочано, треба да се менуваат. Што почесто, тоа е подобро. Подобро за детето, тоа ќе биде и покомфортно ќе се чувствува и нема да ризикува развој на вакви воспалителни промени на кожата. Така да тоа професорке, во однос на хигиената да се користат влажни марамчиња? Никако, не. Влажни марамчиња не. Особено марамчиња кои што содржат алкохол, парфимирани шампони, парфимирани сапуни. Значи, купките може да направат проблем? Па, гледайте, како да кажам, и тие може да делуваат иритативно. Алкохолот секако делува. Ако тие марамчиња содржат алкохол, секако делува иритативно. Еве на жива рана ставите алкохол, ќе ве пече, ќе ве пржи. Значи, тоа не треба да се дозволи. Доколку се користат средства, треба да сме сигурни за нивниот состав. Значи, не сме да има алкохол, да не се парфимирани, значи некои неутрални сапуни, тоа може. А сите родители тоа прават. Прво ќе го помирисаат препаратот, дали мириса убаво, па ќе го купат, нели? Сега индустријата ви наметнува многу работи, ама паметните родители треба да прочитаат, да се образуваат. Дека парфем не смеат да содржи. Парфимирано не би требало. Може да биде од една страна иритативно, а од друга страна и алергии. Значи, можно е дел од овие дерматити да се на извесен начин на алергиска основа. Например, овие промени, пеленски дерматити, се поизразени кај децата со атопичен дерматитит. Значи, и имуните механизми може да учествуваат, и ако најчесто е чиста иритација и евентуално секундарна инфекција со бактерии или со гавички. Така да доволно е доколку се одржува хигиена, па треба да се биде разумен, рационален. Не ви требаат скапи креми, не ви требаат скапи сапуни. Значи доволно е протечна вода да се измие детето и она што е многу битно да се осуши. Ама добро да се осуши. Ние знаеме дека бебето има прегиби во кои што може да се задржи влагата, значи во прегибните регии задолжително и да се измее и да се осуши, а потоа да се намачка, не мора со кој знае што, со некоја од тие што ние креми кои ние ги нарекуваме бариерни креми. Тоа е највака популарна Павловичевата мас, потоа во денешно време судокрем, например, кој што исто е бариерна крема, оневозможува контакт со урината, но содржи цинкоксид кој што има антивоспалителен ефект. И најчесто е тоа доволно. Колкава количина цинкоксид содржат кремите, важно е тоа или не? Па не, доволно е значи да се намачка, при тоа треба да знаеме да не претеруваме, да не одиме со цинкоксид кај новороденче. Значи дури после првиот месец. А кај децата на 2 години тука веќе спреј може да користиме. Кај помалите деца крема користиме со цинкоксид, а се разбира доколку има инфекција или доколку има габична инфекција или бактериска, значи не е доволна таа терапија, но веќе тоа го решава докторот, лекарот, треба да се однесат таквите дечиња на лекар. Значи тука помагаат во некои случаи антибиотските масти, креми, доколку станува збор за бактериска инфекција, или антимикотичните, миконазол, или комбинација цинкоксид со миконазол, дури и во некои случаи кај што многу се изразени овие промени, се користат и кортикостероидни, топични кортикостероиди, например Афлодерм, кои што ќе смират инфламацијата, црвенилото ќе го смират и практично за неколку дена, ако се спроведуваат овие мерки, би требало тоа да пројде сега. Доколку има инфекција, некогаш е потребно и подолго време, недела, 2, но не повеќе. А зошто кај девојчињата во првите години од животот многу често се јавува црвенило во урогениталниот регион?
Анатомијата е во прашање или пак лошата хигиена? Па секако дека анатомијата има влијание. Ние знаеме дека отворот на уретрата, отворот на вагината, отворот на ректумот, значи чмарот се блиску. И при тоа, за разлика од машките, практично женскиот генитал не е така заштитен. Било да станува збор за бебе, практично и пеленскиот дерматит исто, било за поголемо дете, полесно мочката и други фецесот полесно доаѓа во контакт со оваа регија. Значи, кога зборуваме за женскиот генитал, мислиме на вулва, односно тоа се лабиите, мајорните и минорните, клиторис и отворот на вагината. Значи, многу полесно заради близината се случуваат вакви прво иритантни, често пати и тука е само иритација, инфламација и црвенило. Но исто како кај пеленскиот дерматит, и тука многу лесно се накалемуваат други инфекции, бактериски инфекции, некогаш тие продираат и вагинално, па имат и вагинален исцедок. Значи и тие често пати се стрептостафилококни инфекции и се разбира повторно микотичните инфекции. Кај овие девојчиња микотичните инфекции се чести, едноставно во влажна средина, особено, како што спомнав, ако претходно се користени антибиотици, па уништена е нормалната флора, си наоѓаат пат, тоа е природа, баланс. Во природата имате баланс меѓу микроорганизмите, а ние го нарушуваме тој баланс со употреба, посебно некритична употреба на антибиотици, и резултатот е тој. Значи, се разбира дека анатомијата игра улога, како и недоволна хигиена. Значи, една од мерките кои што ги препорачуваме и кои го спречуваат ваквите промени, ваквата инфламација, тоа е тоалета, адекватна тоалета. Што значи тоа? И тука треба, значи, миење, да нема мочка, јас велам, да нема какушки, да нема остатоци. Значи, после секое мочање, доколку веќе настанало воспаление, препорачуваме после секое мочање миење и сушење. Значи, со тоа оневозможуваме контакт и создавање, невозможуваме дејството на евентуално формираниот амоњак иритативно, сакаме да го избегнеме. Тоа е тоа. Во однос на кремите, и овде исто важи, се даваат значи бариерните. На каква возраст може да се применуваат истите креми? Истите креми, и доколку е инфекција, повторно истите антибиотски креми, најчесто се тоа пеницилински, еритромицин, заради тоа што е честа стрептостафилодермија, доколку се стрептококи и стафилококи, во тој случај промени имаме карактеристични меурчиња исполнети со гнојава течност, па некогаш знае да еродира, да пукнат, па кожата се лупи, и значи да изгледа позасегната регијата, подраматичен да е изгледот. И сето тоа се разбира дека има последица детето да чувствува болка и да чувствува примочање во контакт со мочката, некое печење, плачат, ги боли. Или неќе да испуштат урина, неќе да испуштат урина. И најчесто овие дечиња всушност ќе ги донесат под сомнение дека имаат уринарна инфекција. Често пати се даваат антибиотици на нешто што нема потреба да се даваат антибиотици, бидејќи не станува збор, освен ако не настанала бактериска инфекција. Значи, за нешто што е со друга патогенеза, што е површно, надворешно, што нема ризикот, за разлика од уринарните инфекции, каде што ако не ги лекувате, ризикувате многу работи. Ризикувате сепса, ризикувате паренхимно бубрежно оштетување, доцни последици. Значи, овде нема таков ризик, а луѓето сакаат да примат антибиотици. Лекарите исто така некритично припишуваат антибиотици, и за таква состојба често се сретнуваме со ситуации, доаѓаат деца, земани брисеви, во брисот се разбира докажани бактерии, рековме, нормално се наоѓаат колонизатори до 5-та година, така да не е тоа индикација за антибиотска терапија. Често пати и кога ќе прегледате урина кај ваквите деца, бидејќи целата регија воспалена и има надворешна инфекција, може да се случи да има леукоцити, значи наод кој што укажува на уринарна инфекција.
значи многу е тешко да ги дискриминирате од вистинска уринарна инфекција. Врз основа на што? Врз основа на тоа што нема симптоми за уринарна инфекција. Тоа е едно. Второ, уринокултура. Меѓутоа, во наши услови, често пати уринокултурата се зема на непропишан начин, така да и тоа не вреди. Значи, кога би земале уринокултура материјал со катетер, би ја расчистиле ситуацијата. Но најчесто тоа не се случува во амбулантите, така да многу често доаѓаат овие дечиња со позитивни уринокултури, со брисеви, со антибиотска терапија, а всушност се работи за обична банална инфекција или само контактен дерматитис, иритативен, предизвикан овие механизми што претходно ги објаснив. Професорке, тука ќе пуштиме блок реклами. Почитувани, останете на Телма, има уште многу дилеми кои што ќе бидат разјаснени во денешната емисија 0 плюс месеци на Телма. Со професор доктор Дафина Кузмановска, педијатар-нефролог, денеска зборуваме за најчестите проблеми со уринирањето кај децата и дали се секогаш тие поврзани со некаква инфекција на бубрезите, на мочниот меур, односно на уринарниот тракт. Професорке, пред малку појаснивте какви се причини, кои се главните причини за црвенилото што се јавува кај девојчињата во урогениталната регија. Дали овој проблем се јавува и кај момчињата? Па да, се јавува и кај момчињата и кај машките бебиња сретнуваме пеленски исип. Тоа е и тие се во пелени, и тие се во контакт со мочка и со измет, така да тука нема дилема. Сепак поретко кај нив се, особено по доенечкиот период, поретко се сретнува и сепак е машкиот генитал позаштитен во однос на женскиот генитал, така да тие дечиња најчесто добиваат инфекција, доколку ја добијат, на главичката на пенисот или и на кожата која што го покрива пенисот. Ние тоа го нарекуваме препуциум. И во тој случај зборуваме за баланитис, ако е само на воспалението на главата на пенисот, или баланопоститис, доколку е и на препуциумот инфекцијата. И тука слични се патогенетските механизми, и тука иритацијата е првиот момент, и тука делуват фактори од мочката, од изметот, амоњакот, и тука има улога претходна антибиотска терапија, и тука има улога евентуална примена на шампони, парфимирани, иритирачки, дезинфециенси, различни сапуни, силни сапуни. Значи, слична е патогенезата, со тоа што кај машките деца ова почесто се сретнува, доколку хигиената не може да е на адекватен начин ја спроведуваме, заради среснување на препуциумот, на кожичката, ние тоа го нарекуваме фимоза. Што се справи во таков случај? Треба ли насила да се симне кожичката? Па фимозата, значи, е присутна кај сите бебиња, тоа да не се, тоа е природен феномен. Значи, кога ќе се роди бебето, кај најголемиот дел од новородените деца, присутна е физиолошка фимоза. Таа постои. И кај еден дел од децата во тек на доеначкиот период доаѓа до ослободување на главата и може да се направи ретракција на таа кожичка. Меѓутоа, кај еден исто така значаен дел на деца, тоа не се случува дури ни во доеначкиот период, може да се случи до втората, третата, петата година. Значи, дали ние треба тоа на сила да го... Ако гледаме, секогаш гледаме ние бар педијатрите да не одиме против природа. Природа ова го смислила, така се родиле децата. Зошто би го правеле, значи би ја решавале фимозата доколку не прави проблем. А што е проблемот? Проблемот е може да прави инфекции и тоа е покажано. Да кажеме, ритуална циркумцизија прават евреите ритуално, ама оние прават првите денови после раѓање. Не како кај нас после 3 години. Значи, и е докажано дека во тој доенечки период, кога ризикот од уринарни инфекции кај машките деца е висок, исти како кај девојчиња. Значи, единствено во првата година машките и девојчињата имаат еднаков ризик да добијат уринарна инфекција. Потоа, девојчињата продолжуваат се до пубертет, а машките
инцидентно. Значи, во таа прва година, ако е направена циркумцизија рано во неонаталниот период, се намалува ризикот за инфекција дури велат и 80%, многу висок. Така да има функција, значи, доколку се разреши фимозата, ако има уринарни инфекции или ако евентуално млазот. Инаку, зошто би? Сепак е тоа една агресивна, да кажеме, постапка. И доколку се прави и на родителите кои ги советуваме сепак да се обидуваат, секогаш им советуваме тоа да го прават нежно, без многу и дали е возможно, и само доколку е возможно. Значи, ако има сраснувања, ако не може ретракција, да не се нафаќаат на тоа, постепено ќе се ослободи само од себе, пред да мануелно да се обидат родителите, треба таа регија да ја намачкат со некој емолиент, значи лубрикација да обезбедат, да не биде, инаку е болно, ќе плаче детето. И не само што ќе плаче, значи, обидувајќи се да го решат проблемот, ќе раскинат одредени адхезии, може и крварење да настане, а потоа на тоа место ќе се направат нови адхезии, уште полоша ситуација. Уште полоша, може да се Така да најголем дел само од себе се решава, а таму кај што има индикации да значи одиме на прецен на мануелно отстранување и ние се обидуваме самите доколку има услови или ги праќаме на детски хирург. Па сега зависно од степенот на фимозата, не е иста ситуацијата, се оди со анестезија или без анестезија, се оди со вистинска циркумцизија или само мануелно со екартери ќе се дилатира и ќе се ослободи главата на пенисот и понатаму исто ќе мора родителите да внимаваат да не дојде до ново сраснување. Значи ќе треба повторно тоалета, хигиена адекватна, значи миење со вода, со неутрален сапун. Ќе треба детето кое што веќе е тренирано на нокшир да го учиме пред да моча да си ја тргне кожичката и навечер кога се бања исто така да се трга кожичката, значи да не се дозволи повторно да дојде до сраснување. Тоа е за фимозата, значи не се оди веднаш на интервенција, сепак се прави проценка. Проценка се прави и се почитува физиологија. Професор, ќе да ги поканиме гледачите. 3076-677 почитувани, професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог, е во студиото на Телма, која што ќе даде појаснување на сите ваши дилеми. Исто така кај девојчињата се јавува еден проблем кога страснуваат малите уснички, односно лабии. Како родителите за да забележат дека нивното дете има таков проблем, бидејќи често останува незабележан, непрепознаен? Точно е тоа. Значи, лабиите може да видат. Може така да се роди детето. Да се роди. Значи има и примерна лабија фјуза, ние велиме. Всушност се работи за фузија и спојување на малите устни. Таму каде што се наоѓа всушност каналот, мочниот канал, така? Мочниот и вагината. Некогаш е комплетно, а некогаш инкомплетно. Делумно. Да речеме во дел, во горниот, во долниот дел. Некогаш и скоро комплетно, па се чудите од каде моча детето. И тоа е можно. Некогаш ретко се сраснуваат малите лабии со големите. Малите устници со големите. Или некои велат како мост од левата на десната страна може да се преде на лабиите, практично се е тоа лабија фјуза. Значи, дали има симптоми? Може да нема воопшто симптоми, ама може и да има симптоми. Најважниот симптом, според мене, и најважниот проблем кој што произлегува од ова, според мене, е тоа што во тој джеп, кај што се сраснати лабиите, во долниот дел, значи детето кога мокри, не може комплетно да ја исфрли урината. Секогаш еден дел останува. И тој дел потоа може да е причина или за, велат англосаксонците, дриблинг, капење, па ќе речат кај едно големо дете, инконтинентно е, стално пушта урина, а всушност не пушта. Всушност тоа е капење од джепот, а ќе го прогласат дека е инконтинентно. А од друга страна, во тој джеп, заради задржување на урината, се создаваат услови за размножување на разни бактерии и можност за уринарни инфекции, така да дел од децата всушност страдаат
од уринарни инфекции, некогаш и рецидивни уринарни инфекции, па се даваат антибиотици непотребно, бидејќи и тука ако не се реши проблемот кој што довел до тоа, ништо не сме направиле. А како се решава тој проблем? Како се решава? Најчесто само од себе. Значи, негде до пубертетот, практично овој резултат на тоа е што ниски се естрогените хормони кај малото дете. Значи, практично кога детето се роди, има естрогени хормони од неговата мајка и тоа покрива неколку месеци, 3-4 месеци, а потоа паѓаат естрогените хормони. И практично нема заштита, слузокожата нема заштита. Значи, во услови на ваква ниска естрогена активност, ако имате повторно недоволна хигиена, ако имате контакт со мочка, со измет, ако имате инфекции, чести бактериски, габични инфекции, тоа секако ќе доведе до понатаму до создавање на адхезии, значи инфламација и како резултат на инфламацијата и на инфекцијата да дојде до спојување на лабиите. И во тој случај зборуваме за секундарни лабии фјуз. Значи примарни се оние каде што детето е родено, а секундарни се заради локални инфламации, инфекции чести кои довеле до среснување. И тука е терапијата слична на она што претходно го зборував, значи битна е тоалетата, тука многу е важна, ама тоа нема да биде доволно, значи миење, да не се дозволи присуство. Многу е тешко вие присуство на мочка да отстраните кога во джепот стално имате мочка. Тоа постојано е присутно, еден дел заостанува. Значи тука се препорачува конзервативно неколку чекори. Едно е следење да видиме дали ќе пројде. Друго е локално употреба на естрогени, креми со естрогени хормони. Родителите се ужаснуваат кога ќе го слушнат тоа. Тоа се топични креми кои се ставаат локално. Значи нема тука ресорбција или ако има тоа е минимална. Значи помага. Нема да го мачкате вие со месеци. Ќе го мачкате неколку недели, евентуално месец, најмногу 2 месеци, и во 90% од случаите на тој начин третираните деца спонтано ќе се отворат лабиите. Од кога ќе се отворат, исто и понатаму треба, како и за фимозата, следење и да не се дозволи повторно адхезирање, повторно спојување, значи со локална хигиена и со мачкање со значи емолиенти кои што всушност ќе овозможат да се развојат усниците, да не дојде до повторно среснување. Вазелин, најчесто вазелин и најефтино е со вазелин, сигурно дека има и други емолиенти, но ова е нешто што е докажано дека функционира и ефтино, веќе дека споменавте. Имаме гледач кој што малку почека да му дадеме можност да се вклучи во 0+ месеци на телевизија Телма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира при стреснувањето дали е можно да доведе до мокрене ноќно време кај децата. Така, стреснувањето конкретно кај момче или девојче? Кај момче. Кај момче. Кај момче? Да, кај момче. Тоа е фимоза, така? Фимоза, дали фимозата може да доведе до ноќно мокрење? Не, нема никаква поврзаност. Значи ноќното мокрење не е поврзано со... Не. А со што е поврзано ноќното мокрење? Ноќното мокрење зависно. Значи, доколку станува збор за така наречена моносимптоматска, примарна моносимптоматска енуреза, во која што детето од секогаш мокрело ноќе и тоа ексклузивно, само ноќе. Значи не дење. Дење доколку спие, ама во будна состојба да не мокри, а при тоа нема симптоми од страна на дисталниот уринарен трак, не се жали. Значи тоа е тоа ноќно мокрење. Тоа е предизвикано од неколку механизми. Главниот механизам кој што е присутен кај сите деца е длабокиот сон и неразвиен центар за будење, кој што не реагира на стимуланс од полна бешика. Вториот момент е, јас таму се обраќам на... Еве камерата која што свети професорке, таму можете да гледате на двојка. Па не, на гледачката. Значи, вториот момент е тоа што кај децата, значи, повеќе механизми се незрели. Незрелост на така наречениот циркадијален ритам на антидиуретски хормон. Всушност, тоа е задната хипоталамус и задна хипофиза. Значи, нормално,
возрастни луѓе не создаваат во тек на ноќта голема количина на мочка. Немаат ноќна полиурија. Значи, немаат ноќна полиурија, а кај децата, кај кој што постои неодговарачка секреција на антидиуретскиот хормон заради незрелост, во тек на ноќта создаваат многу мочка. Тие се полиурија. И тоа е една од причините. И трет момент кој што, значи овој момент е присутен кај 2/3 од децата. Ноќна полиурија. И кај третина од децата е присутна ноќна нестабилност на мочниот меур, при што во тек на ноќта капацитетот на мочниот меур е понизок заради присуство на неинхибирани контракции. Во позадина на сите овие механизми стои дисрегулација на автономниот нервен систем, веројатно и тоа е од незрелост. Значи, ноќното мокрење јасно е расчистено која е патогенезата и не може да е поврзано со фимозата. Во никој случај, значи се знае од што е и веројатно доколку се работи за моносимптоматска значи енуреза примерна и доколку детето е постаро од 6 години, ова дете веројатно треба да се лекува и успешно ќе се лекува. Каде? На клиниката за нефрологија препорачувате? Не, мора ова го лекуваат. На педиатрија мислев. Секако на клиника за педиатрија, нефролошко оделение. Меѓутоа проблемот многу успешно го менаџерираат и педиатрите во примерната заштита. Значи може во примерна заштита апсолутно да се реши може проблемот. доколку, затоа реков, доколку се работи за примерна моносимптоматска. Доколку е веќе Доколку е другото што го немоносимптоматска, тогаш ще е потребна тогаш е потребно специјалистичка дополнителни инвестигации, ориентација, ултрасонографија. Иначе овој тип на енуреза сосема комотно може да го решава матичниот педијатар, што велиме ние. Кај би била нефрологија ако сите енурези во Македонија, еве да кажеме на 5 години, негде 15% од децата се уште мократ ноги. Така? Кога 15% од децата би дошле на детска клиника, детска нефрологија, не. Значи, нема потреба од тоа. Имам уште двајца гледачи. Да. Ајде да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Мајка на 2 дечиња, момче и девојче. Така? Првото прашање ми е, до сега со машкото не сме посетиле доктор, меѓутоа задниве 2-3 години многу често му окри навечер, значи многу тешко спие, меѓутоа преку ден немаме проблем. И за девојчето 13 години, откако ја доби првата менструација, она постојано добива уринарни инфекции. Посетено на детска клиника доктор, све испитано, све средено, она на моменти се добива повторно уринарни инфекции. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, за машкото дете, веќе одговорив, одговарајќи на претходниот гледач, практично се работи исклучиво за ноќно мокрење, нема дневно мокрење, ако е постаро од 6 години, треба да прима одговарачка терапија, значи да се јават кај матичниот педијатар кој што ќе процени за кој тип на енуреза станува збор и евентуално повторно ќе го упати на детска клиника, детска нефрологија или воопшто сега има и приватни клиники, па има нефролози и по приватните клиники, па кој како му одговара. Во однос на второто дете, малце е чудно да допрва да добива инфекции по добивање на менструација. Се разбира дека тука треба да се проценат, да се процени нефролошки, да се направи ехо. Претпоставувам дека тоа е веќе направено, штом детето било на детска клиника. Проценете се и другите ризик фактори и кажано е дали воопшто станува збор за уринарна инфекција или можеби и не станува збор за уринарна инфекција, туку наод на бактерии во урина што не мора да одговара на уринарна инфекција, на дијагнозата уринарна инфекција. Значи не можам да одговорам за што станува збор кај тоа дете. Така, телефонски, да, тешко. На телефонски немам доволно податоци, но сигурна сум дека колегата или колешката на детска нефрологија тоа го прецениле и практично веќе одговориле на мајката. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, поздрав за емисијата. Благодарам. Сакам да прашам, значи се работи за 4 годишно девојче, Така. кој што веќе 2 недели од прилика се жалеше на печење на мокрачата додека, значи мокри. Исто ја болеше и мешето. Направивме контрола на урината, излезе чиста. Повторно се жали на чисто на печење и буквално не сака да се мочка.
Сега прашањето ми е дали треба да направиме дополнителни тестови како брисеви или нешто слично, или бидејќи јас му давам константно чај од брусница, малку од малку и помага. И како што велиме народски, велат дека настината му е бешиката. Прашањето ми е дали дополнителни треба тестови или бидејќи чиста му е урината. Така, некакво црвенило дали има долу? Не, нема ништо. Добро. Нема ништо, значи чисто само се жали на мешето во долниот дел. Добро, и ја печи кога се мочка. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Значи, се разбира кога пациент ќе дојде со овие симптоми, лекарот, практичар, он прво ќе помисли на уринарна инфекција. Меѓутоа, фактот што урината е добра исклучува уринарна инфекција. Така да, практично, во конкретниот случај, не можам да кажам дека станува збор за уринарна инфекција, тоа е едно. Второ, може би треба да повторите уште една мочка да се прегледајте, да сме посигурни, и тоа обична урина. Доколку урината е прозрачна, светла, не е заматена, доколку во урината нема леукоцити, нема бактерии, тоа не станува збор за уринарна инфекција. И во тој случај брусницата и не помага. Воопшто е прашање колку помага брусницата, помага најмногу со тоа што пиејќи чај од брусница, децата внесуваат повеќе течности. Па се измива. Да, промивање, ефектот на промивање го добивате. Инаку, во конкретниот случај, доколку нема инфекција, доколку е нормална урина, не е тоа причина за болката. А дали се жали на печење при мокрење, сепак треба да се прегледа, независно што родителот тврди дека нема локални проблеми, да се прегледа. Може би има, ретко кој родител комплетно може да направи преглед на гениталот самиот. Значи треба да се однесе на лекар и да се обрне внимание на преглед на надворешниот генитал. Матичниот лекар прави таков преглед? Би требало. Би требало. Би требало. Добив знак дека имаме само 2 минути и јас затоа ќе бидам многу кратка. Споменавте присуство на бактерии во урина не значи уринарна инфекција. Сега нас тоа ни звучи малку нелогично, бидејќи кога има бактерии, како тоа може да не биде уринарна инфекција? Па баш е логично, затоа што уринарната инфекција, знаеме, по дефиниција ја предизвикуваат уропатогени бактерии. Тоа се бактерии кои што имаат потенцијал да предизвикаат уринарна инфекција. Ешерихија коли ви е пример за таква бактерија, таа како да е креирана баш да нападне уринарен тракт. Има дебела капсула, има ендотоксини, има пефимбри со кои што се атачира за зидот за слузокожата на уринарниот тракт и се качува све до бубрези и прави тешки пиелонефрити. Меѓутоа, имате ситуација кај која што имате наод на бактерии во урина, со преглед на уринокултура, земена на пропишан начин, кај немаме симптоми. Кој нема симптоми. А при тоа, кој ќе прегледате обична мочка, нормален е наодот. Нема леукоцити, нема бактерии има, меѓутоа нема леукоцити, нема знаци дека настанала некоја инфламација. Значи, зошто ние би давале тука антибиотик кога оваа ешерихија, најчесто се повторно ешерихии, иако може да бидат и други ентеробактерии, значи истите бактерии. Меѓутоа, овие се очигледно бактерии кои што немаат такви вирулентни својства. Немаат потенцијал да направат немаат проблем. потенцијал, немаат можност да лачат ендотоксини, немаат пефимбри, често пати го изгубиле капсуларниот зид. Значи, тие се сметаат како вид на адаптација на микроорганизмот на ешерихијата, за да опстане во домаќинот подолго време и на извесен начин заштитна функција имаат. Затоа што вие лекувајте ги тие инфекции со антибиотик, ќе ги ерадицирате. Меѓутоа ризикувате да се населат поопасни бактерии. Равнотежа и пат за некоја уропатогена, бидејќи они компетираат, се конкурираат со уропатогените соеви. Значи, ако едните не се присутни, ќе дојдат другите. Така е во природата. Така да асимптоматска бактериурија денеска е посебна кондиција, се смета од уринарни, не треба антибиотик, освен ако се работи за трансплантирани, кои што примаат имуносупресивна терапија. Така, но тоа се веќе исклучоци. Исклучоци. Професор, ќе ви благодарам за вашето гостување во денешната емисија. Повторно останаа многу неодговорени прашања, но тоа е можност за уште една наша дружба во 0+ месеци. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. До гледање.